Добро утро. Во денешните минути за спортот ќе поминеме малку од другата страна, ќе поминеме од страната на оние кои што ја делат правдата, односно арбитражата на спортските терени. Една таква личност од нашата држава Ива Пројковска, меѓународна фудбалска судијка или судијка во фудбал. Некаде од 2012 е интернационален судија, меѓутоа како што најдовме некаков податок преку интернет, од 2006 година навамо има судено на преку 150, ако не и повеќе, надпревари, што како главен судија на надпреварот, што како помошен или како четврти судија. Ива Пројковска во средата, последната среда, 16 декември, беше на стадионот во Барселона, каде што судеше од надпреварот помеѓу Барселона и ПСВ Ајндховен, оној дел од женската лига на шампиони. Меѓутоа, каде ја наоѓаме утрово? Добро утро. Добро утро. Пројковска, ве наоѓаме дома во Македонија или ве наоѓаме некаде надвор? Да, дома во Македонија, ноќеска си дојдовме од Барселона. Малце уморни, меѓутоа добре. Така, за старт да прашам, фудбалот е вашиот омилен спорт или се најдовте само професионално во овој дел? Па, тешко е да се каже, бидејќи кога мала тренирав и неколку други спортови, секој спорт го сакам. Меѓутоа професионално се најдов најмногу во фудбалот и во судењето. Меѓутоа секој спорт го почитувам и секој спорт го играм. Не знам дали погрешив во најавата со оние над 150 надпревари од 2006 година наваму. Може се собрале многу повеќе. Па има можеби и повеќе, тука не се броени надпреварите што се меѓународни, меѓутоа пријателски во нашата држава. Тоа се надпревари од 2006 година, бидејќи јас без FIFA знакот имав право да судам на надпреварите тука што беа организирани во Република Македонија. Тоа значи дека нашата фудбалска федерација организира турнири за U17 и U19, квалификацијски турнири уствари се тоа, каде што ние можеме без FIFA знакот да бидеме како четврти судии и како помошни судии. Па така од 2006 до 2012 додека не го доби FIFA знакот, собрав многу искуство и многу надпревари. Така, Пројковска, во моментов едно од оние најактуелни прашања кога е во прашање екипниот спорт, односно оние надпревари кои што се играат пред огромно присуство на публика, е тоа што публиката или ја нема, или делумно веќе се враќа на терените. Сакав да прашам, притисокот на еден судија е поинаков кога се навивачите на трибините или не? Притисокот не, меѓутоа атмосферата е многу поубава, многу повеќе драж дава утакмицата. Вака, да ви кажам дека се слуша, значи секој разговор на тренерите на клубата може да го слушнете, значи затоа што е буквално како во театар. Све е тивко, мирно. Сепак е многу поубаво кога ќе има публика. Така, а таму тренерите знаат нешто да префрлат повеќе на судиите? У принцип не, може нешто малку, меѓутоа во главном се коректни. Да, и сега ако направите паралела со толкава бука една, каде што има на трибините повеќе од 10.000, 20.000 луѓе кои што навиваат, сте се нашле во таква ситуација сигурно. Допира ли тоа до вас? Па, искрено, кога ќе влезам на теренот, веќе се исклучувам. Меѓутоа, исклучувањето е другачие кога се исклучуваш од сето тоа навивање, атмосфера, а другачие вака кога нема никој на трибините. Значи, колку и да сакаш, не можеш да се исклучиш, бидејќи слушаш еден глас. Так. Кога има публика, слушате многу гласови, многу е полесно да се исклучите и да се концентрирате само на надпреварот. Така, сакав да прашам уште, дали имам уште неколку прашања, секако сте суделе и на терените каде што играле мажите, сте суделе на терените каде што играле и жените, и женски и машки фудбал. Има ли разлика, бидејќи ги следам оние информации по спортските медиуми кога ќе се представи како
нешто спектакуларно тоа што судела жена на еден машки натпревар, меѓутоа никогаш немало никакви особено забележителни проблеми или забележителни ситуации по кои што тоа треба да се издвои. Вие директно помеѓу машкиот и женскиот фудбал има разлика? Па сега, искрено во Македонија има голема разлика. Добро. Значи, нивото на машкиот и женскиот фудбал е многу различен. Мене искрено во Македонија ми е многу полесно да судам на машки надпревари, него на женски, бидејќи квалитетот е многу подобар, многу полесно се чита играта, многу полесно може да се прочита каде ќе следната топка, следниот пас, да знаеме каде да се поставиме, што да очекуваме. Има чисти фаули, знаеме, може одма да се види дали е фаул, дали не е фаул. Женскиот фудбал сето тоа е поспоро, нема брз тек на играта, пасовите се ограничени. Меѓутоа, надвор кога идеме, женскиот фудбал е многу понапреден во однос на Македонија и таму ситуацијата е многу другачија. Значи, ако следевте на преварот, ќе видите дека последниот Барселона со ПСВ ќе видите дека се игра како машки фудбал. Значи, има тек на надпреварот, се игра многу побрзо, има контри, точни пасови, долги топки и сега многу е полесно за нас во тие случаеви да судиме. Прековска, кога гледаме фудбал понекогаш и пробуваме, еве ние зборувам сега машко друштво кога гледа сабота и недела фудбал покрај екраните и често знаеме да искоментираме, абе го пцуеше судијата, абе не е дозволиво да пцуе во прва лига. Се пцуе ли, ги пцујат ли судиите? Па има пцуење, меѓутоа знаете, не можеме на секоја пцовка да изреагираме, ако изреагираме ќе нема ни еден надпревар да заврши. По стандардите има жолт картон, црвен картон за некоја пцовка или не? Да. Има. Сето постои, меѓутоа знаете, секогаш како све во животот, така и во фудбалот не можеме по книга се на терен да спроведеме, затоа што во тој случај не би имало фудбал и не би завршил ни еден надпревар. Да. Морам малце некогаш да прогледаме низ прсти кога е тоа возможно и да оставиме фудбалот да се игра. Така. Сега, бидејќи убаво го кажавте ова да оставиме фудбалот да се игра, кога е во прашање ВАР техниката, вам лично како судика ви пречи или сметате дека ја подобрува? Односно, што се предностите на таа ВАР технологија? Некој вела дека им го одзема авторитетот на судиите, бидејќи покрај технологијата се носат погрешни одлуки, други велат дека е сосема неопходен во фудбалот. Искрено, свој мој коментар не можам точно да дам, зашто не сум била инволвирана, освен на семинарите кои ги имаме од УЕФА. Предноста е што ете такви некои грешки на битни надпревари може да се поправат. Значи, ние сме луѓе, ние можеме да направиме грешка, тоа е дел од секунда, каде што треба да видиме некоја рака, некој пенал, некој влечење, и да сме на најточното место поставени, верувајте дека не секогаш може да видиме се. Така да, според мене, во такви некои ситуации е добро да се има за да не се оштети, пример, финале Лига на шампиони, да не се оштети победникот и да се не се одземе нечија победа. Така да, не гледам тука ништо лошо. Чекањето не е многу, од неколку години до оваа година статистиката покажува дека многу е намалена минутажата, односно секундите на чекање на одлука со ВАР, така да мислам дека во иднина се побрзо ќе се разгледуваат тие одлуки и ќе се донесе вистинската одлука на крај. Јас да ви кажам вака лично моје мислење, мислам дека ВАР не треба да има во фудбалот, али не се прашувам јас. За крај некаде при разговорот да ве прашам некоја особено анегдота што ви останала во сеќавањата, бидејќи сте посетиле повеќе градови, сте биле на повеќе стадиони, нешто што е надвор од вообичаеното да ви се случувало, ако га е во прашање или судењето секако?
Па не би знаела Да, ги сега има во многу. моментов што да одам, има многу. На секое патување е своја приказност, од секој патување имаме по нешто, така да искрено само во моментов баш не ми текнува нешто. Меѓутоа, ние сме мала земја, немаме многу летови, така да секогаш на секој патување имаме најмалце 3-4 лета, патуваме по 15 до 18 сати. Сега за Барселона кога идевме надаму патувавме 19 сати, така да за 19 сати многу работи се случуваат. Не можам искрено во моментов се нешто така да одвојам. Тоа ќе го добиеме како одговор на некој од наредните ваши вклучувања во утрински брифинг. Каде ве носи патот во следниот период? Се знае веќе каде е следниот надпревар на кој што ќе ја делите правдата или? Не, сега 2-3 дена ќе одмарам и здраве Боже од понеделник почнувам со припремите за идната сезона. Во јануари имам полагање физички норми прво за следната сезона во УЕФА и семинар 1-2 февруари исто така од УЕФА и после тоа кога ќе положиме се, здраве Боже, ќе очекуваме некој надпревар. Ива Пројковска, најпознатата судијка која што има меѓународна лиценца од Македонија, ви благодарам на одвоеното време. Благодарам многу и на вас за поканата.